Кој кого игнорира? Фон дер Лајен, ВМРО, ДПМН или македонската опозиција со отпор кон Брисел и Софија? Кај нас се сакаче да се представи дека целта на незината посета е поврзана со уставните измени. Уставните измени под бугарски диктат се завршена работа. Европската унија, имајќи предвид ситуацијата во Украина и брзата, така наречената брза трака со Украина и Молдавија, дефинитивно фокусот сака да го стави на Западниот Балкан и на проширувањето повторно како тема. Мицковски и Груевски ја омекнуваат реториката во меѓусебните обвинувања. Ова раководство на ВМРО ДПМН два пати прави прочистување на партијата, што е добар влез во прочистувањето што ќе правиме во државата после формирањето на владата. Дали Дуј ќе биде старо новиот партнер на следната влада на ВМРО ДПМН? Имаме раст на албанската опозиција, имаме Дуј кој е малце мислам дека во пат. Новинари за новинарството и демократијата. Доколку не се промени подхитно менталитетот на одредени, би рекол, политички и економски мокници, навистина ние до година нема да бидеме изненадени ако паднеме на тие индекси за слобода на изразување што се глобални. Имате болест која ќе ја носите со себе целиот живот. А што ако терапијата не ја прими како што треба, па ќе умре. Но вака буквално. И тоа беше таков шок, буквално шок, можете да замислите како тоа беше за мајка ми. Во ова издание на ТВ магазинот Трилинг, мој соговорник на почеток ќе биде потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добре дојдете во емисијата. Благодарам на поканата. Добре најдов. Господин Николовски, жестоко критикувавте усвојањето на измените на кривичниот законник. Според вашата аргументација, овој закон е исклучиво во интерес на ВМРО, на СДСМ и на ДУИ. Тоа е едната страна од приказната, но другата страна на вистината е фактот што ВМРО ДПМН наследницата остана кога се усвојуваше, што значи го обезбеди потребниот кворум за да се донесе тој закон. При тоа, еден член од законот, 353, не се опфатени и луѓе блиски до ВМРО ДПМН, за кои исто така застареа делата поврзани, а се водат со поранешниот министер Милошовски, Јанушев, Јанакиевски. Па, три прашања имате, прво трите. Прво, околу широко експлоатираната теза од страна на власта дека ВМРО ДПМН направило кворум. Во собранието се евидентира електронски е евидентирано дека 61 пратеник од власта присуствува. Точно е дека дел од нив не гласаа, но кворумот беше направен и ставот на ВМРО ДПМН во овој така наречен активен бојкот е дека секогаш влегуваме во сала и гласаме против кога ќе се обезбеди кворум за да го искажеме нашиот став. Иначе, имајте предвид дека законот не изненади сите освен председ ДУИ и СДСМ, тие имаа спремно две кампањи за двата возможни исходи. Доколку ВМРО ДПМН не беше внатре во салата, тогаш ќе беше дека ВМРО ДПМН нема став и на тој начин го поддржува законот, а доколку е во салата и гласа против што се случи, дека ВМРО ДПМН обезбедило кворум. Двете се неточни, но тоа беа две кампањи кои што однапред беа спремни од страна на власта и, ако забележите, почнаа веднаш да се шират со молскавична брзина и не се дискутираше за амнестијата која што практично се случи со измените на кривичниот законник, туку се дискутираше за однесувањето на ВМРО ДПМН. Тоа е првиот дел. Вториот дел во однос на суштината, ја почна да се реализира. Тоа што јас го кажав во говорот во собранието, се реализира, тоа е дека почнуваат да паѓаат дела на луѓе од актуелната власт, например, поранешните генерални секретари на влада, Драги Рашковски, Мухамед Зекири, или имаат паднати дела, или имаат преквалификација на делата. Исто така ова овозможува неказнивост за одредени функционери веќе сега, например, првиот состав на министри од владата на Зоран Заев, кои што не продолжија после парламентарните избори 2020 година, веќе не може да бидат опфатени со кривично гонење, затоа што имаат застареност на потенцијалните кривични дела, како што, например, и директорот на поранешен Елем Ковачевски, кој што беше жив фатен дека бара 250.000 евра мито, за тој случај веќе не може да одговара со измените на кривичниот законник. И трето, во однос на ВМРО ДПМН, овие неколку случаи кои што ги споменавте се дел од политичкиот прогон кој што се спроведува над членовите на ВМРО ДПМН,
можеби како колатерала дел од нив по однос на ова гонење ќе добијат ослободување, но тие се уште се гонети по други членови. Ако ги видите случаите, ќе видите дека продолжуваат по други членови. А еден, например, кој што има голем бенефит, за кој што не слушна власта било што да каже, е поранешниот директор на УБК, кој што доби целосна амнестија за прислушувањето, а суштината на целиот процес на објавување на така наречените бомби беше да се дознае кој во Македонија прислушувал и зошто прислушувал. Кога го исклучувавме од партијата, јас лично кажав дека не треба да ја лажеме и замајуваме јавноста дека некакви си странски служби и жолти комбиња прислушувале, туку прислушувањето е внатре во УБК. Сега гледам дека актуелнава власт на ДУИ и СДСМ не сака да се открие вистината до крај и го амнестира и него му застаре прогонот и со тоа му заврши кривичното дело таму. И сега во моментов единствен против кој што се води судски процес за прислушување е личност која што е жртва на прислушувањето, а тоа е поранешната министерка за внатрешни работи. Така што ова многу кажува за тоа кој и каков дил има со ДУИ со СДСМ, а всушност и ова работа беше прославена со најскапата свадба во историјата на Македонија, за која што не слушнав збор да каже било кој од ДУИ од СДСМ. Ако прислушувањето се вршило исклучиво од УБК, дали директно признавате дека главниот во овој процес бил Сашо Мијалков? Сега јас не можам да признам или не, затоа што тоа требаше судот да го определи. Но големо е прашањето зошто судот реши да не ја заврши работата на време и зошто сега овие измени на кривичен законник се аплицираат и на овој случај и зошто се остава во јавност да има неказнивост за прислушувањето. Практично со затварањето на ова дело никој нема да е одговорен за прислушувањето во Македонија, што остава простор во иднина и некој друг да се обидува да ги злоупотребува системите за прислушување, како што мисламе дека се случува во моментов. Јас кажав неколку пати во јавност дека од извештаите кои што стигнаа во собранието од страна на Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност, Министерството за внатрешни работи и военото разузнавање, ние не добивме кредибилен демант на нашите сомнежи дека македонските граѓани се следени. Дали денеска се прислушкува? Јас мислам да. Односно, да бидам попрецизен, не само што мислам, туку имам и други сознанија, но реши овие институции да ги класифицираат извештаите со степен на државна тајна. Јас сум носител на сертификат за државна тајна и законот ме обврзува да не одам во детали, но мислам дека доволно кажав со одговорот. Измените на кривичниот законник се ништо друго освен амнестија за криминалот на СДСМ и ДУИ. Е ставот на ВМРО ДПМ, тоа е едната страна на вистината, но она што помалку изгледа симптоматично, како да имате двојни стандарди, дека сепак ова е договор меѓу ДУИ и СДСМ, а се е во насока пред се за да се придобијат симпатиите и да се изврши притисок врз пратеници од ВМРО ДПМ за да се стигне до потребното мнозинство за уставните промени. Дали категорично денеска може да тврдите дека уставните промени се минато? Уставните измени под бугарски диктат се завршена работа. Така наречениот француски предлог, ја мислам дека е бугарски, беше прифатен во јули 2022 година. Сега сме ноември 2023 година и да требало нешто да се случи, ќе се случило во овие скоро година и половина. Во однос на измените на кривичниот законник, уште една реченица ако ми дозволите. Али Ахмети самиот во интервју кажа со кого ги преговарал и разговарал измените на кривичниот законник и на тоа не добивме кредибилен демант од било кој од другите актери вклучени во измените на кривичниот законник. И затоа не можам да се согласам со една теза која што се обидува да се протне од страна на ДУИ и делумно на СДСМ во јавноста, а тоа е дека се сите исти. Не сме сите исти, затоа што јас одговорно тврдам дека нас измените на кривичниот законник не најдоа затечени. Ние поим немавме дека таква работа ќе се случи, ама очигледно некои други добро знаеле какви измени ќе влезат во собрание. А всушност велите дека сте биле затечени од измените на кривичниот законник, а при тоа претходно тврдевте дека со помош на екс-премиерот Груевски се направени и е еден од авторите на измените на кривичниот законник со објавувањето на тогашното фамозно УСБ. Тоа го тврдевме откако стигнаа измените на кривичниот законник во собрание.
Значи прво стигна измените на кривичниот законник во собрание, па после јас лично го кажав ова што го цитиравте, затоа што веќе народски кажано после се поклопија коцките и бројни сознанија кои што доаѓа и претходно, како и докази кои што ги имавме, вклучувајќи и текстот кој што се наоѓа на тоа USB стикче, се материализираа во закон во собрание, но јас повторувам, нас ни на крај памет не ни беше дека власта ќе се дрзне да носи измени на кривичен законник кои што значат неказнивост. А всушност, најдобар доказ дека ова не е случајна работа е што од една страна на брза трака ги пуштија измените на кривичниот законник без подпис на министерот, само со подпис на заменик министерката, а од друга страна ја кочат во својата работа експертската комисија предводена од експерти, која што треба да подготви нов кривичен законник. И тука е јасно дека им е потребно да остане еден период во кој што ќе важи овој кривичен законник со цел да се завршат работите, затоа што се ова е правничка терминологија, но добро да се знае, само во кривичниот законник важи правилото дека важи не законот кој што е во моментот на сторување на кривичното дело, туку законот кој што е поблак. Дали и денес сте убедени дека екс-премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски е автор на измените на кривичниот законник, иако тој од Будимпешта категорично тврдеше. Сега ќе прочитам, ВМРО-ДПМН не е на Мицковски и на Николовски. Ако им одговорам на Мицковски и Николовски, ќе се чудат што ги снашта. Мислам дека тоа што имавме во однос на не го кажавме, ВМРО-ДПМН е поголема од било кој член на партијата. Ги кажавме нашите стави во јавноста и мислам дека јавноста е на чисто тука во однос на сите прашања. Дали тоа што преку НОК ја прекинавте конфронтацијата со екс-лидерот на ВМРО-ДПМН всушност стравувате денеска од екс-премиерот? Не се работи за прекинување. Ние кажавме тоа што имавме да кажеме, расчистивме и тоа е тоа. Се нема правиме шпанска серија и сапуница од целата работа. Ги изнесовме нашите факти, ги презентиравме во јавност. ВМРО-ДПМН си има еден силен механизам на прочистување внатрешно. Тој механизам повремено го користи, за разлика од другите политички партии во Македонија што никогаш тоа не го направиле. Ова раководство на ВМРО-ДПМН два пати прави прочистување на партијата, што е добар влез во прочистувањето што ќе го правиме во државата после формирањето на владата. И тоа е тоа. Ако стоите позади нешто, го кажувате еднаш два пати, ги презентирате фактите во јавност и стоите позади нив. Доколку не стоите позади нешто, тоаш се дообјаснувате, давате други аргументи и така натака. Се што имавме да кажавме јасно, гласно, концизно и стоиме позади секој збор што сме го кажали. Ако велите дека сте направиле прочистување во партијата, дали тоа значи дека екс-премиерот Груевски е минато и дека за него е затворена вратата во Белата палата? Член на партијата може да си биде секако, но во однос на сите други активности, тоа е завршена работа. Следите тренинг гостин во емисијата, подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, Гордана Јанкуловска излезе од затвор, екс-министерката за внатрешни успеа или ја издржа затворската казна. Дали може да се очекува, имајќи во предвид дека неодамна имаше средба со челникот на ВМРО-ДПМН, дали Јанкуловска може да биде повторно политичко-партиски активирана? Па тоа веројатно зависи од незен, не знам кои се идните планови во животот и каде се гледа себе си. Можам да кажам две работи. Прво, е директна жртва на политички прогон. Ако некој е жртва на политички прогон од сите случаи кои што се случува во Македонија, тоа е Јанкуловска. И второ, јас лично имам многу високо мислење за неа. Сме соработувале во разни фази во партијата. Минатиот пат кога ВМРО-ДПМН беше во опозиција, таа беше генерален секретар, јас бев председател на Унијата на млади сили и имам исклучително високо мислење во однос на еднината. Секако дека треба, како што кажав, и таа да размисли што и како планира со себе, дали планира да се занимава со политика, не планира, а вратите во партијата секако дека се отворени. Каква е улогата денеска на поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски во ВМРО-ДПМН и дали е тој еден од можните кандидати за еден шеф на државата? Тој помага во она што е негова најголема експертиза, тоа е економијата и финансиите, каде што е неспорен авторитет и врвен квалитет, еден од најдобрите луѓе кои што Македонија ги има. Сега во моментот ВМРО-ДПМН има власт само во општините, па најмногу може да помогне околу буџетски планирања, носење на буџети и така натака во општините. А во однос на кандидатура за председател не сум слушнал дека има такви амбиции.
Ние имаме 20 кандидати кои што ги мериме на анкетите, но во ВМРО-ДПМН има една специфична процедура за избор на кандидат за председател на државата. Тоа е преку гласање на целокупното членство на партијата преку онаа наша позната конвенција. Секако ќе е многу значајно да видиме дали изборите ќе се раздвоени или споени. Тоа многу ќе одреди и тактиката на ВМРО-ДПМН на председателските избори, но клучно е што ќе определат членовите, затоа што на крај, како што кажав, тие директно бираат кандидат за председател и ако за некоја работа во партијата можам да кажам дека влијанието на било кое раководство е ограничено, тоа е секогаш за изборот на председател на држава заради оваа процедура која што ви објаснив. Партијата го опипува пулсот во однос на тоа кој би можел да биде идниот шеф на државата. 20 имиња се споменува дека во овој момент кој има најголема поддршка? Не можам да проценам заради ова што ви го кажав претходно со членството, а во однос на релевантните истражувања на јавното мислење, тие ќе бидат готови следниве 2-3 недели и ќе имаме една прва слика кој има најголема поддршка помеѓу народот. Вас лично ве прашувам како подпредседател на партијата, преферирате партиско решение или непартиско? Има предности едното и другото. Сме имале позитивни искуства и со едното и со другото. Мислам дека клучно е да е некој кој што ќе може одговорно да ја води функцијата. Во овој изминат период ВМРО-ДПМН изгради силни внатрешни капацитети, така што јас сега како подпредседател на партијата секојаш повеќе навивам да е решението од партијата. Господин Николовски, како ја доживувате пораката од председателката на Европската комисија фон дер Лајен, која ја изостави можноста да се сретне, да има средба, да има разговори со раководството на ВМРО-ДПМН и дали е тоа всушност порака од Брисел, дека доколку ВМРО-ДПМН дојде на власт, а Мицковски стане премиер, тој ќе биде меѓународно изолиран премиер? Па можам да го кажам она што таа го кажа, да ја го парафразирам незиниот одговор, имаше слично прашање на пресконференцијата, таа кажа дека согласно протоколот при оваа посета на земјите на Западен Балкан, затоа што не беше само Македонија, туку и посети сите од регионот, се среќава само со премиери и председатели на држави, зависно од уставното уредување на соодветната држава во која што оди и тоа е причината зашто не се среќава со опозицијата и ако видите и во Албанија, и во Косово, и во Црна Гора, и во Босна и во Србија не се сретна со никого од било која опозициона партија, случајот беше и кај нас таков. Кај нас се сакаче да се представи дека целта на незината посета е поврзана со уставните измени, но причината за незината посета беше иста во сите држави од регионот, а тоа е да се представи така наречениот развоен план на Европската унија, кој што треба да значи економски напредок на регионот. Сега вакво извртување на фактите ја следев, имаше и во другиве држави, например Србија е пред избори, па таму опозицијата се обиде да наметне наратив дека дошла за Вучич да го признае Косово. Во Косово па имаше наратив дека дошла за да притисне за заедница на српски општини. Црна Гора имаше една конфузија, не знаја влада дали ќе имаат или не, додека не пристигна во државата, па малци го одложи слетувањето, во 8,5 се избра влада, во 11,5 се сретнаја. Така што видов дека секаде се обиде некој на политичкиот спектрум да го искористи незиното доаѓање во своја корист, но во суштина незината порака во сите земји беше иста, дека причината зошто доаѓа е ништо друго освен представување на овој развоен план, што е огромна работа за регионот, затоа што се работи за директни и индиректни инвестиции од 6 милиарди евра, кои што треба сме паметни, да имаме доволно капацитети, да ги искористиме, да ја развиеме економијата и да ја подобриме инфраструктурата и да добро се поврзиме помеѓу себе. И натаму има дилеми дали председателските и парламентарни ќе одат во пакет или одвоено. Вашиот став е јасен дека инсистирате или вашата сугестија дека во пакет е подобро. Дали тоа е исклучиво од економска гледна точка или стравувате дека нема да биде постигнат потребниот цензус за избор на председател на државата? Држи едното и другото. Ако гледаме од чисто партиски интерес, тогаш нас не одговара се раздвоени изборите. Значи, ако гледаме најчист партиски интерес на ВМРО-ДПМН, нас не одговара се изборите раздвоени, затоа што ќе победиме на председателските избори и после тоа на парламентарни избори, СДСМ ќе има проблем да најде пратеници за на листи, затоа што од 4-то место надолу никој нема да се нафаќа да биде на листа, затоа што ќе е известен драматичен
пораси моралот дополнително ќе падне. Но тоа ако гледаме тесно, ние мора да го гледаме и интересот на граѓаните затоа што се занимаваме со јавна работа и имаме јавна одговорност. Мислам дека нема никаква логика да имаме два изборни циклуси на растојание од месец и половина. Два пати да се трошат пари за месец и половина. Тоа е прво. Второ, самиот споменавте, можно е да имаме и три изборни циклуси од причина што има веројатност претседателските избори да не успеат. Тоа е заради големото иселување од Македонија. На последниот попис во Македонија активно население има 1.800.000, а на избирачки список има 1.820.000. При тоа во овие 1.800.000 се и децата до 18 години што немаат право на глас, а избирачкиот список е таков затоа што сите кои што имаат македонско државјанство имаат право да гласаат. И во такви услови да постигнете 40% излезност во втор круг со само двајца кандидати кај што дел од населението и нема мотив да излезе на гласање е голем ризик. Не велам невозможно, но е голем ризик. И тогаш да не ги споите претседателските и парламентарните избори е ништо друго освен нерационално однесување. Секогаш во минатото, без разлика кој тип на избори, кога биле блиску избори во Македонија, се спојувале. Јас до денес не добив ни еден јасен став од страна на власта на СДСМ и на ДУИ, кој би бил аргументот за разделени избори. Немам слушнато до денес ни една работа која што би рекол да ова држи. За разлика од нашите јасни аргументи, а тоа е дека Македонија нема пари за дупли избори, Македонија нема економска сила 6 до 7 месеци да е замрзната државата, уште помалку има економска сила доколку не успеат претседателските избори да влезе во циклус на избори. Зошто? Затоа што доколку прво има претседателски, кои што се неуспешни, па има парламентарни, па има нови претседателски, кои што е прашање што ќе случат. А веќе во 25-та година има редовни локални избори, тоаш Македонија влегува во циклус од година и пол на избори за избори, што мислам дека не може да ги издржи економијата која што е ранета, на која што влијае војната и во Украина и на Блискиот Исток, и која што е непредвидлива. Гледајте што бугарите направија сега со даноците за гасот, какво тоа влијание ќе има врз економијата на Македонија. Самиот премиер вели дека до 20% може да оди поскапувањето на струјата и на парното. И сега вие во такви услови следната зима да ја пречекате пак со избори за избори е несериозно однесување. Но не ми одговоривте на прашањето. Ке дојдете, можеби ќе добиете поддршката од граѓаните за да формирате влада. Како ќе се справите со проблемот околу неказнивости и владењето на правото? Според мене и според партијата, тоа е приоритет број 1. Ние економија можеме да развиваме, ќе развиваме, сме се покажале. Ама во моментов број 1 проблем на Македонија е криминалот и корупцијата, кој што заради ова што го споменавте правилно, неказнивоста веќе е спуштен на најниско можно ниво. Нема по-одговорна институција во држава каде што не се корумпирани од портир до директор или министер или премиер. И тука мора да се удри директно со цел работите да почнат да се враќаат во нормала. Ние сме спремни да ја направиме оваа работа и ќе ја направиме оваа работа. Имам два аргументи до сегашни. Прво е прошествувањето внатре во партијата и второ е работата на градоначалниците, каде што до денес со сите репресивни мерки и институции кои што ги има власта, нема ни една афера за било кој од 42 градоначалници на ВМРО-ДПМН, да не зборувам судски процес или обвинени. И на крајот, дали ќе го прифатите до сегашниот модел на своевидно непишано правило, победник со победник на следните парламентарни избори? Тоа не важи, а ако, да бидам подиректен од вас, мислите дали ќе правиме со ДУИ влада, нема да правиме со ДУИ влада. Со кого ќе би коалицирале? Прво се надевам дека граѓаните ќе се доволно свесни да ни дадат самостоен мандат, да имаме 61 пратеник и мнозинство во собранието, да не сме од никого уценувани. Заради реалноста во Македонија сме спремни и во такви услови да разговараме со партнери кои што беа прифатиле нашата програма. Предност има ова што е сега албанска опозиција. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, беше задоволство како и секогаш. Следите тренинг, во продолжение ја продолжуваме праксата еднаш месечно да имаме гостин водител. Во ово издание на тренинг гостин водител ќе биде колешката Катерина Синадиновска. Еден од настаните кои што ја одбележа веројатно неделата беше посетата на претседателката на Европската комисија. Синадиновска, какви пораки
остави во Скопје високата европска представничка и дали во нејзините изјави препознавате можност и шанси за некаков значителен прогрес на македонскиот пат кон Европската унија или ќе останеме со оваа статус-кво позиција, бидејќи еден од условите е прво промена на уставот. Да, посетата на фон дер Лајен апсолутно испрати ohrabrувачки пораки. Мислам, и таа искористи својата посета за ohrabrувачки пораки, не само кај нас, туку и во регионот, во другите земји каде што беше. И апсолутно дека од нејзина перспектива тоа е сосема оправдано, затоа што Европската унија, имајќи предвид ситуацијата во Украина и брзата, така наречената брза трака со Украина и Молдавија, дефинитивно фокусот сака да го стави на Западниот Балкан и на проширувањето повторно како тема. Сега од аспект на содржината на тие пораки, освен ohrabrувачки, мислам дека многу би било по здраво за нашето општество кога би имале еден по-реален осврт на состојбата кај нас. Мене ми се поблиски, би рекла, пораките на холандскиот амбасадор, на пример, кој што навистина сака отворено да зборува за проблемите кои што секако ги имаме на патот кон Европската унија и кон Брисел, а не се однесуваат на уставните промени. Мислам дека тој фокус и целокупната обсесија со уставните измени, нешто што конечно го призна и председателот Пендаровски, е дефинитивно непродуктивен за реформскиот пат и за суштината на вистинските реформи што се неопходни. Сите сме обседнати и фокусирани на уставните измени, заборавајќи ги прито другите елементи кои што се во сите 35 поглавја, сега кластери, и кои што се неопходни. Силни медиуми кои професионално, објективно и слободно известуваат, а така и критикуваат, се основа на секоја една демократија. Вечерва со мене е директорот на Сдруженијето на новинари на Македонија, најстарата и најголемата новинарска организација во земјата. Ќе зборуваме за овие прашања. Драган, добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што сте дел од Трилинг. Задоволството и мое. Мислам дека на разговоров го правиме во еден клучен момент, токму откако замина мисијата на Европската федерација на новинари, која што заедно со други меѓународни здруженија беше поканета тука, заедно со вас, да направи една, би рекла, инспекција на состојбите со медиумските слободи и со медиумите кај нас. Кој е генералниот заклучок? Веќе беше објавена анализата, меѓутоа, вака, за нашите гледачи, кажете во кратки црти, кои беа оние наоди кои што беа пронајдени. Да, токму така. Во период во јуни имавме задоволство да бидеме домаќини на представници на најголемите новинарски и медиумски организации во Европа и во светот, кај што практично во неколку дена има за цел да направат проверка на самата ситуација во медиумскиот сектор, што е добро, што е лошо, што може да се подобри и да ни дадат одредени нивни размислувања и ставови. Начинот на кој што се случи таа, би рекол, мисија на колегите од другите земји беше врз неколку фази. Прво имаше средби со оние што се најодговорни кога станува збор за креирање на политиките во нашата држава, меѓутоа и за самиот медиумски пејсаж, почнувајќи од председателот на државата, премиерот, министерот за информатичко, директорите на јавните предпријатија што се важни за медиумите, меѓутоа и неколку амбасади, како и група на новинари и медиумски работници. И исто така го зема во предвид целиот оној контекст за кој што имаше известувано и Европската унија и Европската комисија, како и другите, би рекол, политички организации на прашања поврзани со слободата за изразување. Овој извештај практично содржи главни укажувања за предизвиците што ги има медиумскиот сектор, меѓутоа уште поважно содржи конкретни препораки и развиени модели што треба нашата влада и нашите институции заедно со новинарите да направат со цел граѓаните да имаат поквалитетни и подобри информации. Она што мене ме загрижува од наодите е впечатокот дека нашите колеги, значи странците, го делат истиот впечаток што и ние го имаме тука како фела, дека политичарите се уште не се доволно свесни кој е значењето на медиумот и на новинарот во едно демократско општество, па се уште на нив се гледа како алатки или инструменти за да се пренесат некакви влијанија или некакви замисли на политичките центри на моќ. Колку е ова опасно што се уште и после целиот тој црн период за македонското новинарство не е научено? Да, за жал на дел од тие состаноци нашите колеги добија впечаток дека политичарите кај нас или поголем дел од нив едноставно не знаат која е работата на новинарите и сметаат дека служат за нив, а не за граѓаните. Толку не знаат или
Па, Практично јас бев на тие не состаноци сака и искрено имаше дури да се помират. непријатни моменти каде што едноставно не сакав да го слушнам тоа како некој што е што живее во оваа земја, затоа што можеби имав и поинаква перцепција за нивните размислувања. И знаете, кај нас да речеме законите што регулираат одредена сфера, конкретно сега стана збор за медиумите, да, ќе се менуваат, ќе се обидуваме да ги синхронизираме со европските стандарди. Судската пракса, да, ќе ја набљудуваме, ќе нудиме и странска помош и домашна помош, имаме одлични експерти и адвокати кои што се обидуваат да ја стават судската пракса и во Страсбург, но кога станува збор за менталитетот на самите политичари или на оние кои што укажуваат дека им се поважни социјалните медиуми од страна на медиумите или од страна на новинарите, сметам дека тука имаме проблем со менталитетот и некако тој предизвик кога станува збор за нивното размислување, сметам дека ќе биде најголем предизвик да го промениме. Бидејќи ако некој политичар смета дека повеќе е важно неговиот Facebook page од страна на истражувачко новинарство, тогаш треба да имаме сериозни разговори како тоа се надмине како перцепција. Да, веројатно истражувачкото новинарство е ризик затоа што може да открие известни злоупотреби на позиција и моќ, а на социјалните мрежи лесно е да се само рекламираат без било каков фидбек и од публиката и од новинарите. Добро е што и странците го виделе, да речам, вистинското лице на политичарите, знаат со што имаме работа тука. Еден од аспектите на слободата на самиот медиум како компании, медиумите како компании, како фактори во една демократија е начинот на финансирање. Има широка дебата и остра дебата која што со години трае кај нас, дали треба да се врати моделот на државни јавни пари во приватните медиуми. Вие како здружение, заедно со другите еснавски организации, нудите неколку модели кои што овозможуваат поддршка за медиумите, а при тоа ги врзуваат рацете на владата да влијае на некаков начин врз уредувачката политика. Кои се тие модели кои што се прифатливи? Веќе долго време се разговара и внатре во фелата, меѓутоа и би рекол регионално на теми поврзани со одржливоста на самите медиуми, бидејќи финансиската состојба е најголем предизвик. Вие не можете да се надевате дека еден медиум или новинар или медиумски работник ќе биде храбар, ќе настојува да открива злоупотреби, а при тоа да има подпросечна плата, бидејќи тие работи се на еден начин поврзани. Во извештајот за кој што пред малку зборувавме, кој што патем во исто време и го поддржува Европската комисија, бидејќи е платен од страна на нивна програма, имаме конкретни модели и конкретни препораки кои што се поделени на два дела. Првите препораки се итни и брзи, а вторите се системски за кои што треба малку повеќе време и консултации. Во итните се вели, нашите експерти медиумски што се од странство, велат дека не смее да се повтори грешката на владино рекламирање и на плаќање на кампањи во приватни медиуми со пари на граѓаните за ширење на политичка пропаганда или за ширење на одредени прашања кои што под плаштот на јавниот интерес има ризик да се промовираат одредени вредности на политички партии. И ова експлицитно е наведено. Тоа е експлицитно наведено и при тоа не се однесува само дека тоа е проблем во Македонија, било и се уште е проблем во некои земји и тие ни велат да учиме од нашите грешки и да учиме од туѓите грешки, да не ги повторуваме истите. Но, на сметка на тоа, свесни дека медиумите навистина им треба одреден стимул за да бидат поквалитетни и со цел да се крене стандардот на медиумските работници, во самото објаснување се вели дека во рамки на Европската унија има 4 модели кои што функционираат за поддршка на медиумите. Првиот модел е директна финансиска поддршка, тоа е субвенционирање. Кај нас, да речеме, Македонија го има делумно во печатените медиуми, меѓутоа тоа е исклучок само кај печатените медиуми и тоа е пракса во неколку земји во ЕУ. Вториот модел е даночно олеснување, значи кога веќе медиумите даваат некое јавно добро, кога тие придонесуваат да се шири вредности во делот на јазик, култура, историја, традиција и информирање пред се, тогаш би требало се размисли за одредено даночно олеснување на самиот медиум како правно лице или пак на самите медиумски работници како некои што се вработени во тој сектор. Третиот, непопуларен, се државни реклами. Тоа се реклами кои што се плаќаат од страна на граѓаните во приватните медиуми и тука тоа е еден од најнепопуларните модели кои што веќе има тренди да се напушта во рамки на Европската унија. Четвртиот модел е одредена шема на проекти од јавен интерес, кај што секој медиум, секој новинар како конзорциум или секој, да речем, заинтересиран кој што може да е придонес, може да аплицира во транспарентни
критериуми, транспарентна постапка, каде што потоа во рамки на регулаторот, Министерство за култура, Министерство за информатичко општество, значи има разни модели во ЕУ, ќе има одредена обврска, тие средства што би ги добил, да ги реализира со цел да понуди нешто што го нема во медиумскиот пейзаж или нешто што недостасува, како што е репортажи од локални места, информација од локален јавен карактер, промоција на одредени вредности кои што немаат за жал одредена комерцијална вредност, се со цел да имаме плурализам во општеството и во начинот на информирање да се задоволат сите вкусови. Така. Колку кога зборуваме за ударите што медиумите ги трпат, нелојалната конкуренција секако е еден од нив, особено во полето на онлайн медиумите и онлайн редакциите. Досега имавме случаи кога, особено во предизборен период, буквално како печурки после дошта никнуваат портали, сомнителни портали, не знаеме од каде, добиваат средства од државата, има сомнежи дека потоа тие средства завршуваат и на партиски конта. Со вашите иницијативи и со новите измени кои што се прават законски, тука се веќе системски тие измени, колку оваа практика ќе биде напуштена и колку е тоа важно практично за расчистување на полето или хаосот во онлайн сферата? Да, имаме непријатно искуство од минатите локални избори, каде што практично стотици илјади евра беа на нетранспарентен начин, и тоа не е моје лично мислење, тоа е став веќе во многу извештаи, вклучувајќи ги на големите, би рекол, политички организации кои што ги следат трендовите во Македонија. Тие пари се истураа во делумно одредени онлайн медиуми кои што беа формирани непосредно пред изборите. Не се знаеше кој е уредник, кој е новинар, не се знаеше кај се регистрирани. Дури имаше дел од нив што не се бавеа со информација од јавен карактер, туку беа наменски за готвење, за камиони информации и слично, што тоа го покрена прашањето дека има потенцијална злоупотреба предвидена во изборниот закон, што е во корист на партиите, а и на штета на граѓаните. Со цел таа грешка да не се повтори, како Сдружение на новинари иницииравме неколку, би рекол, предлози, што беа побарани од страна на самите професионални онлайн медиуми. Еден од тие предлози да се направи волонтерски регистар, тоа е веќе во напредна фаза и веќе има консензус меѓу самите членки. Тој регистар би се водел во рамки на медиумскиот регулатор, Агенцијата за медиуми, каде што секој онлайн медиум кој исполнува одредени елементарни услови, како што е регистрирана фирма или правно лице во државата, домен во нашата земја, вработено лице можеби не, и кој е новинар, кој е собственик, која адреса, ја има тој медиум, ќе има право да учествува во активности поврзани со, да речам, изборни кампањи и слично. Иако ЗНМ конзистентно вели дека тие кампањи треба да се искоренат, да не постојат во целост, сепак, ако воопшто политичарите се решат дека им се толку многу потребни и нужни, одредени минимум правила на игра мора да постојат со цел да не се злоупотребуваат медиумите на штета на граѓаните. Тоа е една работа поврзана со нелојалната конкуренција, а другата работа во контекст на нелојална конкуренција, што исто така наведено во овој извештај, ја прави самата влада и јавни институции. Нашите колеги од меѓународните медиумски организации велат дека мора да има воден жиг или мора да има обележје на секоја фотографија, на секое видео, на секој соопштение за јавноста, кога го пуштаат до медиумите со цел граѓаните да не бидат во заблуда дека таа фотографија, дека тоа видео или тој текст е направен од новинар, снимател или фоторепортер, туку е направен од службеник кој што работи во одредена јавна институција, бидејќи кога се прават тие материјали од страна на вработените, секогаш нашите министри се најбови, најнасмејани и најпаметни. Ако тоа ќе го направи новинар, критичен, можеби случајот нема да биде таков. Апсолутно. Разговорот би го завршила само кога веќе го споменавме регистарот, со веќе постоечкиот регистар Промедија, кој што е дел на Советот за етика и на Сдруженијето на новинари, и требаше да ја промовира, односно треба се уште, мисијата не е завршена, само регулацијата како концепт и свесноста на новинарите треба да се потенцираат позитивните примери меѓу нив. Како функционира овој регистар и кои се предизвиците, каде сега клучно треба се уште да се работи? Јас сам концептот на саморегулација и Промедија, односно регистарот на професионални онлайн медиуми, го гледам и како тест за дебелината на кожата на политичарите. Зошто го велам ова? Ако некој политичар навистина е толку, како да се изразам, нежен и не може да истрпи критика, наместо да тужи на суд новинар, верувате, многу поефикасно да поднесе бесплатна преставка до саморегулативните механизми, тоа е Советот за етика или Советот на честа. Да, но гледаме примери дека во последно време особено дека токму тужбите им се подраги. Затоа го истакнувам ова. Верувате, за еден новинар многу
поголема казна би било колегите да кажат дека не работел во согласно со етичките стандарди и кодексот на новинари, отколку одреден политичар или бивши вице-премиер или тековен министер или пратеник да добие судска пресуда во негова полза, каде што да речеме ќе направи обид и да се само цензурираат новинарите и медиумите и во иднина. Затоа саморегулацијата представува и шанса да се коригираат одредени, би рекол, новинари. Јас не велам дека новинарите се безгрешни. И тие се луѓе и тие грешат. Треба да се укаже, меѓутоа, ако одредена минимална грешка или тенденциозно се направи обид да се гони новинарот со така наречени слеп тужби или тужби против јавно учество, тогаш јасна е намерата на политичарите или на економските мокници дека не е намерата да добијат правда, туку намерата е да го малтретираат новинарот на суд со цел да го изнемоштат финансиски и емоционално на тој начин да кажат дека тој не сме или таа не сме да известува за одредени прашања во нашата земја. И тоа после влија и на целокупната атмосфера, па само цензура кај другите колеги и така натаму. Македонија во оваа година има навистина добра оценка од Репортери без граници. Ние сме на 38-то место од над 180 глобално, а јас навистина ме бил многу несреќен како жител на оваа земја да се повтори 2013 година кога бевме 123-то место. Меѓутоа, доколку не се промени подхитно менталитетот на одредени, би рекол, политички и економски мокници, навистина ние до година нема да бидеме изненадени ако паднеме на тие индекси за слободно изразување што се глобални. Благодарам, Драган, за интервјуто. Благодарам. Македонското новинарство повторно е цел на засебни или оркестрирани напади од одредени политички бизнис кругови. Веројатно како наближуваат датумите за избори претседателски, па и парламентарни, така веројатно ќе растат и притисоците од одредени политички бизнис мокници. Во ово издание на Тренинг мој соговорник е Исен Салиу, долгогодишен новинар, аналитичар на актуелните случувања во земјава. Исен, бевте новинар во Коха, во Лајм, во Факти. Еден период водевте директна конфронтација со лидерот на ДУИ Али Ахмети, кога бевте во Лајм. Дали тој политички речник кој интегративците го користеа и кон Лајм, и кон вас како новинар, но и генерално кон состојбите во државата, всушност е веќе минато или и натаму ДУИ води една помалку политика на омаловажување на политичките противници, но и кон седмата сила? Па, знаеме се сеќаваме на времето, не е многу одамна, тоа беше на некој начин нерамноправна војна, да речеме. Еден медиум против една партија на власт. Не беа многу битни аргументите, доказите, не беа многу битни, не беше многу битно кој е во правот, кој не е. Секогаш, барем така чувствуваше и адвокатот кој што не бранеше од ЗНМ, дека секогаш има тенденција судијата да биде на страна на власт. Ние на крај тогаш дури до Врховен суд отиде случајот и излеговме како страна која победи во случајот. Меѓутоа беше тешка и беше напорна. Мислевме дека тоа време заврши, дека е веќе минато, меѓутоа се чувствува уште инерцијата од тогаш кога велевме дека имаме режим во државата. Се чувствува инерцијата се уште да се врши притисок врз медиумите. Дојдоа нови делумно. Дојдоа нови политички структури на власт. Меѓутоа, како да кажам, на сите кога им е тесно и покрај декларираното дека се за слобода на медиумите, се за слобода на говорот, кога им е тесно, си барат и си наоѓаат некои форми како и прават обиди да вршат притисок врз медиумите. Колку лидерот на интегративците стабилизира состојбата, ја консолидира
ги консолидира редовите во ДУИ, особено по она незадоволство кое го предводеше Изет Меджити и така наречената огнена група, и дали со формирањето на партијата на Изет Меджити сега веќе се навестува окрупнување на албанската опозиција и се оди според логиката сите против ДУИ. Па мислам дека Ахмети направи еден повратен удар, успеа да ја подели таа огнената група што беше формирана. Меѓутоа, мислам дека Меджити е доста влијателен политичар. Он успеа да и кога беше внатре во ДУИ, успеа да создаде свој имидж, препознатливо од другите, свој начин на водење на политика. Се знае дека е политичар кој ги има своите бастиони, првата и втората изборна единица, кога станува збор за гласовите на албанците. Освен тоа тој и неговите блиски луѓе сега во новата партија се луѓе кои што беа дел од сите изборни резултати, сите изборни победи на ДУИ до сега. Знаат од внатре како функционира партијата на Ахмети, како се стигнало до тие изборни резултати, што треба да се направи, да им се парира сега како опозиција. Каков е во моментов предизборниот амбиент? Кој со кого на следните избори? Не, зборот ми беше дека они ќе бидат опозиција, како опозиција ќе настапат на изборите во трите најголеми општини. И тоа ги зголемува шансите на вистина да одат во опозиција и после следните избори. Тоа е еден фактор што ги зголемува. Не значи дека мора да биде така. Имаме и друга ситуација која не знам колку така македонскиот дел од јавноста е запознаен, меѓутоа за кај албанските гласачи е многу битен. Тоа е поддршката што ја добива албанската опозиција од страна на косовскиот премиер Албин Курти. Тој е влијателен политичар кај сите албанци и во Косово, и во Македонија, и во Албанија. Но освен тоа, ДУИ порано имаше бланко поддршка од власта во Косово, од владата, кога беа други политички структури на власт. И мислам дека и тоа доста ќе се чувствува на следните избори. Зошто председателот на ДУИ Ахмети беше толку ангажиран да го врати поранешниот премиер и бегалец Никола Груевски во држава? И дали веќе може да се смета дека нема никакви шанси и дека паѓаат во вода проекциите на Ахмети дека до крајот на октомври, ноември ќе се успее да се спроведат уставните промени? Тоа е резултат на нивната долгогодишна соработка што ја има, кога беа заедно во власта. Сигурно си има останато нешто меѓу нив. Значи, при ова анализа тргнуваме од предпоставката дека навистина Ахмети сакаше да го врати Груевски, а зашто се согласуваме дека има и некои конкретни показатели. И сигурно у наводници, да кажам, има некои должничко-доверителски односи во тоа, па затоа и беше обидот. Сега, кога тој обид изгледа дека е пропаднат, дали ќе имаме уставни измени? Расположението што го гледаме во последно време, мислам дека е во спротивност од тоа, од очекувањата дека ќе имаме уставни измени. Салиме, на крајот 2024 ќе биде изборна година, имаме избори за председател на државата и парламентарни. Според вашите проценки, анализи, кој ќе добие поддршката на идните избори, кој со кого ќе коалицира на постизборно? Анкетите покажуваат интересна ситуација. Кај македонскиот дел изгледа е почиста ситуацијата, барем според анкетите. Опозицијата е во големо водство пред
СДСМ, ВМРО пред СДСМ. Тоа го покажува најголемиот број на анкетите. Кај поинтересна е ситуацијата кај албанските партии. Имаме раст на албанската опозиција, имаме ДУИ која малце мислам дека во пад, имаме Алијанса како некој центар кој се поблиску до одлуката да одат сами на избори и они може да бидат тој факторот кој ќе одлучат на која страна ќе превагне мнозинството кај албанските партии кој ќе биде дел од следната власт. Меѓутоа, мислам дека имаме и процеси имаме работи кои што се уште се во некој процес. Ги спомнавме уставните измени. Ни не доаѓа уште една зима. Мислам дека и тоа е многу битно за граѓаните. Како ќе ја пребродиме на економски план. Имаме висока инфлација, дали таа инфлација ќе се заузда, дали сега можеби ќе продолжат поскапувањата, еве почна нешто со затоплувањето. Има најави дека еве и струјата може да поскапе 20%. Мислам дека тие се работи кои што многу ќе влијаат на тоа како граѓаните ќе се определат на следните избори, бидејќи тие секако дека ќе бидат на пролет. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Следете разговор со Исен Салиу, долгогодишен новинар и аналитичар. Одамна не сум ми рекла единствена моја, како што ја викав откако ја родив. Ја викам среќа, љубов, радост, сезнајка. Еднаш на шега насмејана ми рече: "Гледаш, мамо, од секогаш си знаела дека сум единствена, меѓу 100.000." Ова се зборовите на мајката на мојата вечерашна гостинка, пациент со ретката Вилсонова болест. Добро вечер во Трилинг за Ања Басилкова Антовска. Добро вечер. Благодарам многу на поканата. Добре дојдовте во Трилинг, Ања. Меѓу 70 до 80 лица во нашата земја се соочуваат со Вилсонова болест. Вие ја детектирате на 20 години, кога се јавуваат првите симптоми. Оно што успеав да се информирам околу оваа болест, некои јасни симптоми не се појавуваат. Како изгледаше соочувањето? Прво, да кажам дека 70 се очекувани. Меѓутоа, во државава во моментов има околу 30 пациенти кои се диагностицирани. Според статистиката, нели, според очекуваното би требало да бидат дупло од тоа, што исто така укажува на тоа колку е тешко да се постави диагнозата. Во времето кога јас ја добив диагнозата пред 10 години, симптомите се појавија многу одеднаш. Кога станува збор за нарушување на црниот дроб, а Вилсоновата болест е токму тоа, генетска болест која го нарушува метаболизмот на бакарот и потоа тој се таложи на црниот дроб пред се, меѓутоа и на мозокот. И веќе кога болеста е понапредна, кога оштетувањето е понапредно, тогаш се појавуваат првите симптоми. И тоа е симптом на, може да биде отоци во мојот случај, жолтилон или како оние познати црнодробни, да речам, болести. Меѓутоа и многу нејасни нарушувања на црниот дроб кои се покажуваат на крвна слика на одредени анализи и не знаеш зошто од каде, бидејќи не се толку јасни кои се на почеток сликата не е толку јасна. Невролошките симптоми кои се појавуваат се многу повидливи, многу посериозни, од типот на тремор, тресење на рацете, неможност за голтање, потешкоти во зборување, вкочањето на мускули и така натаму, меѓутоа ова е веќе уште по напреден степен. И она што е тешко кај Вилсоновата болест е едноставно да се поврзат одредени работи, нели имаш некое оштетување на црниот дроб, меѓутоа од каде доаѓа? Се купи апаратот кој навистина многу кошта, меѓутоа тоа се уште не профункционира онака како што треба. Така што се уште нас диагностичките мерки не се добри, се уште има многу што очигледно не се откриени, меѓутоа најважно е ми се чини што кај докторите пак има многу поголема свест за оваа болест и особено веќе кога ќе дојде некој пациент на клиника во Скопје, веќе специјалистите помислуваат секогаш на Вилсонова болест.
Антовска, го спомнувате моментот со апаратот кој што не е ставен во функција, значи уште еден апарат имаме заглавен во клиничките подруми, веќе имаме изминативе недели еден таков случај за кој што во медиумите доста се зборуваше. Да, бевме многу среќни кога со помош на медицинството, клиниката, тие сами го, мислам, со наша некако поддршка, поттик, тие сами го набавија апаратот што навистина многу кошта. Меѓутоа, некако резултатите кои ги добиваме од тој не се релевантни. Не се резултати на кои може да се ослониш. Што е проблемот? Дали е некој недостиг на техничко знаење на извршување на анализата или пак е некој проблем со недостиг на реагенси? Не сум сигурна. Дури ни докториве наши со кои сме во контакт не знаат точно да кажат што е проблемот. Треба повторно да се разговара со клиничка биохимија, да се најде чарето, бидејќи штета да го имаме апаратот и ова е буквално најважната мерка за Вилсонова болест, бидејќи не е само потребна во дијагнозата како дијагностичка мерка, туку буквално е важна за проверување на ефикасноста на третманот. Значи, да видиш дали терапијата ти делува. За жал, ова е фатална болест, се разбира. Тоа беше првото нешто што го прочитав кога ми спомнаа дека, односно ми кажа официјално ја имаш дијагнозата Вилсонова болест и на интернет читаш фатална болест. Да, болест која е хронична и која ако не се третира, завршува фатално. Антовска, вие ја започнувате приказната тука на клиниките во Скопје, на ваши 20 години. Споменавте дека за жал тука не можеше да се дијагностицира болеста и вие заменувате на дополнителни испитувања во Виена. Да. И тогаш дознавате дека имате болест која ќе ја носите со себе целиот живот. Што беше по-застрашувачки? Стравот од неочекуваното или стравот дека ќе имате нешто со кое ќе треба да се справувате во текот на целиот живот? Апсолутно од непознатото, од неочекуваното, од она што значи таа болест. Не знаев никој кој ја има таа болест, не знаев првпат во животот слушнав дека постои нешто такво, дури првпат слушнав дека спаѓа во категорија на ретки болести, нормално, затоа и не се знае. Меѓутоа мислам дека најстрашно беше почнавме со зборовите на мајка ми кога бевме во Виена со докторот на првиот состанок или како да се ка разговор. Тој ни кажа, не се секирате, има терапија, би требало да биде све во ред. И мајка ми кажа, што ако терапијата не ја прими како што треба, па ќе умре. Но вака буквално. И тоа беше таков шок, буквално шок, можете да замислите како тоа беше за мајка ми, затоа што основно е терапијата да делува. Значи ако немаш терапија, тоа е тоа. Мислам, многу е јасна состојбата, меѓутоа од друга страна сме среќни што за оваа дијагноза постои терапија. Овие лекови кои јас ги пијам, мислам дека повеќе од 100 години се на пазарот и делуваат добро, меѓутоа не кај секого, нели? Сепак тоа е ретка болест која не секаде исто се манифестира, не секој пациент исто ја доживува, не секој пациент поминува низ истиот тек. И кај некои пациенти не делува. Кај некои пациенти прави дури контраефекти, односно прави некои други влошувања на состојбата. Има и други терапии кои се каде поскапи. Тогаш во Виена нели ми ја поставија дијагнозата за многу кратко време, додуша веќе нели кога се знае која е суспектната болест, полесно е да се направат тестовите и тоа се потврдува веднаш, меѓутоа исто така треба ти се достапни тие тестови кои Македонија не беа. Тука се вклучени целото семејство, пријатели, роднини кои што во тој период успеваат да дојдат до терапија која што вам ви е потребна. Да, без таа поддршка не можевме ништо да направиме. Каква е ситуацијата денес? Добивате ли редовна терапија и што се случува кога ќе задоцне терапијата за Вилсоновата болест? Од 2016 кога почна да се прави регистарот за ретки болести, програмата за ретки болести, односно се прошири програмата за ретки болести, претходно имало мислам дека само 20 или 30 пациенти, почнавме да добиваме лекови во државата бесплатно, значи преку таа програма. Сите пациенти со Вилсонова болест беа згрижани, регистрираните пациенти со Вилсонова болест добиваат терапија. Од тогаш до сега ја добиваме терапијата прилично редовно, нели, со одредени паузи, односно со постојан стрес за тендерите, дали ќе се завршат со време, кога се случило да задоцнат тендерите. Сме имале моменти на некоја претходно залиха на лекови, јас имав од Виена купено доста, па никако меѓу себе си делевме лекови. Многу улога заврши тука Сдруженијето за лица со Вилсон, бидејќи ние сме сите многу поврзани меѓу себе. Секогаш сме тука да се помогнеме еден на друг и некако си ускочивме со некако да ги издржиме тие кратки периоди кога немавме терапија, меѓутоа одело
горе-доле во ред, меѓутоа нели постојано е со молење, постојано е со притисок во медиуми, тендерот касни подпишете, договорите. Мислам се случило јас да морам да се јавам на министар да замолам, ве молам подпишете во агенција за лекови да го добијам Што ви лекот. велат Антовска кога ќе сконтактирате со Министерството за здравство? Лично сте комуницирале со министерот. Какво е неговото видување, кој е неговото оправдување по ова прашање? Системот е таков. Системот е таков, процедурата е таква, зависи од многу луѓе, меѓутоа исто така зависи некако и од политичката волја, мислам дека на луѓето кои се особено на високите позиции. Тоа значи дека кога доцне терапијата од државата, вие ја плаќате од сопствен джеп, што е со оние пациенти кои што не се доволно способни за да ја набават оваа терапија? Сега, мислам, тогаш имавме да речам некои залихи од тоа што останало претходно. Сега веќе пак треба да се оди во странство да се купува. Многу е комплицирано во Македонија, не можеш да го купиш тој лек. Значи, апсолутно, тој лек кој се носи само преку програмата за ретки болести не е достапен. Значи, треба да се оди во странство, што воопшто не е лесно, нели треба да имаш рецепт да го земеш и така натаму. И баш поради овие причини, многу голем дел од пациентите пред да постои програмата за ретки болести не примаат терапија. Значи дури имаат диагноза, знаеа што е ситуацијата, имаат проблеми секакви, не можат да си дозволат, нити имаат како да најдат, нити можат да ја купат таа терапија. Сепак не е тоа ефтино нешто, колку и да тебе животот ти зависи од тоа, не може секој да си го дозволи. А речи се секоја година она што е воочливо е дека во пресрет на денот на лицата со ретки болести се организираат кампањи дека лицата со ретки болести не се сами во нашата земја. Што значи да си лице со ретка болест во земја како што е Македонија, покрај моментов со терапијава? Па се уште некоја табу тема. Мислам тоа го чувствуваме кај пациентите, кај семејствата кои имаат деца со ретки болести, особено надвор од Скопје. Некако има срам за тоа дека моето дете е поразлично. Не сме слушнале какви се ситуации, затоа што едноставно мислат дека ретката болест е нешто страшно, нели секој нас што е непознато е веднаш страшно и веднаш наидува на отпор од пошироката популација. И затоа сакаме да зборуваме многу за тоа. Затоа и денот на ретки болести, затоа и сите овие гостувања во медиуми, од настани кои ги организираме за поттикнување на јавната свест, чисто да ја приближиме оваа тема дека не се ретките болести страшни. Мислам, ние си живееме со своите предизвици, меѓутоа не значи дека треба да бидеме отфрлени од општеството поради тоа што сме вакви или такви. Кај некои ретките болести се невидливи. Антовска, каде е психолошката поддршка на луѓето кои што се справуваат со Вилсонова болест? Невидлива. Мислам, ние најголемата поддршка која имаме е меѓусебната. Значи, Сдруженијата на пациенти прават многу голема улога во тоа да може да се издржи таа психолошка битка, сите тие предизвици со кои се соочуваме. Во Сдруженијето Живот за предизвици мислам дека направија и телефонска линија во која даваат некаква психолошка помош. Меѓутоа државата апсолутно не прави ништо околу тоа. За среќа еве ние сме тука, бидејќи тоа е единствениот начин на кој можеш да се чувствуваш помалку сам. Знаеш кому да се обратиш, на некој што поминал низ истото, и можеш да добиеш таа поддршка. Во последните 15 години, 14 до 15 години, како ви е диагностицирана Вилсонова болест, завршувате факултет, магистрирате, стапувате во брак, мајка сте на 2 деца, како сте денес Кања? Добра, здрава, активна, среќна. Стално го зборуваме тоа дека не дозволив дури ни диагнозата тогаш тој процес на хаос, не се знае што е. Успеав бидејќи ги имав моите родители, моето блиско семејство, моето пошироко семејство, дечко ми сега, сопруг, нели. И некако го надминавме сето тоа заедно и продолжив да го живеам животот со полн елан. Антовска, ви благодарам што бевте дел од Трилинг и ви благодарам за искрениот разговор. Благодарам и вам уште еднаш. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, Исен Салиу, новинар и аналитичар. Во ово издание на ТВ магазинот Трилинг гостин водител беше Катерина Синадиновска, а нејзин соговорник беше Драган Секуловски, директор на Сдруженијето на новинари. Нашата Марија Димишкова разговараше со Ања Босилкова.
тука го завршуваме и ова издание на Трилинг, следете на и за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, а до тогаш читајте на triling.mk. Довидување.